Штипските јавни предпријатија од денес се со нови директори. Трајче Здравков на ИСАР и Игор Ефтимов на Стипион ја преземаат оваа функција, а нивното назначување да бидат на чело на предпријатијата е одлука на градоначалникот на Штип Иван Јорданов. Се надевам дека овие решенија ќе оправдат довербата на народот и она која што го ветувавме, дека ќе направиме пофункционални јавни предпријатија и сервис на граѓаните, истите ќе бидат во функција и ќе ги задоволат барањата на нашите сограѓани. Од денес па натаму, истите ќе имаат можност и обврска секојдневно во заедничка координација да ги обавуваме основните дејности на јавните предпријатија и да бидеме сервис кон граѓаните. Новиот директор на ИСАР, Трајче Здравков, и досега беше дел од ИСАР, но како правник, а од денес целокупното менаџирање со предпријатието е негова одговорност. Како ВД директор на јавното предпријатие ИСАР Штип, ветувам пред граѓаните дека ќе работам честно, посветено и одговорно. Нашата цел е да бидеме сервис на граѓаните, да направиме ефикасна администрација и ефективни служби кои што ќе му служат на народот. Во наредните неколку денови ќе направиме увид во состојбата во јавното предпријатие. Со самото тоа, понатаму ќе можеме да определиме динамиката на остварувањето на нашите зацртани проекти. Честно, транспарентно и одговорно работење најави и новиот директор на Стипион Игор Ефтимов. Се надевам дека еве и јас и Трајче ќе оправдаме оваа доверба која што укажана на нас и еве јас ви ветувам како директор на јавното предпријатие Стипион дека ќе работиме во служба на граѓаните, вратите на јавното предпријатие ќе бидат секогаш отворени за граѓаните на општина Штип и сите оние потреби ќе ги сервисираме, односно ќе го вратиме јавното предпријатие, како што рековме досега, во служба на граѓаните за задоволување на сите нивни потреби. Градоначалникот Иван Јорданов најави дека доколку работењето не е одговорно, локалните функционери ќе бидат разрешувани. Сите идни локални функционери ќе бидат со времено извршување на должноста се со цел да бидат пофункционални, поодговорни и да служат на граѓаните. Доколку се утврди нефункционалност, неодговорност, нормално дека истите ќе бидат разрешени. Јорданов најави во иднина и реорганизација на други институции, односно поставување на тим кој ќе биде одговорен и ефикасен.